Сладка забава со мечето Боби. Мечето Боби оваа есен подготвува зимница заедно со својата мајка. Тука се и неговите пријатели, за да биде повесело и позабавно. Така додека мајката на Боби ги подготвуваше овошјата за да направат вкусен джем, Боби си имаше други планови. Внимание, викна. Боровинка во лед! Фрлајќи една поголема виолетова боровинка која падна право врз носот на лисицата Лина. Носот веднаш и стана виолетов. Боби! Викна таа налутено. Изгледаше смешно со виолетов нос, па и самата почна да се смее заедно со зајачето, верверичката, ежето и волчињата. Беше вистинска сладка забава, сето дека "Што е овој неред?" праша мајката на Боби налутено. "Со храна не се игра." Сите засрамено ги наведнаа главите. "Се извинуваме," рекоа во еден глас. "Ајде сега сите да помогнеме," предложи верверичката Вера, "за джемот да биде највкусен до сега." И така и беше. Сите миеа, сецкаа, мешаа, го подготвуваа овошјето за варење во големото шарено тенџере. Джемот полека се вареше врз дрвениот шпорет и мирисаше прекрасно. На крајот, наместо шекер, му додадоа мед, што им го подарија вредните пчелки. Кога беше готов, внимателно со дрвени лажици го претураа во чисти стаклени тегли, а мајката на Боби ги затвораше со метални капаци. Се прашувате дали беше вкусен джемот? Се разбира, сите пробаа помалку со лажичи и беа воодушевени и од вкусот и од мирисот. Теглите ги наредија на полица, да бидат тука за студените зимски денови. Есенската сладка забава успешно заврши, извика зајачето Зози радосно. И следната година пак ќе правиме, рече лисицата Лина, која си го лижеше со јазичето носето, измачкано од боровинка кое се уште беше виолетово. До сега немало посладка и посмешна забава од оваа, заклучи мечето Боби. Но и научивме дека со храната не треба да се играме, подсети верверичката Вера. Ама затоа може да се играме на полјаната, извикаа двете волчиња и сите заедно истрчаа надвор да си играат криеница.